нова тема. Впрочем, темата која што ја започнавме околу 7 часот и 45 минути, ја продолжуваме со нови соговорници и линковски вклучувања. Уписите во средните училишта 2 години за ред даваат многу поинаква слика од онаа на која што бивме навикнати. Каква ќе биде оваа година, ќе анализираме за известно време, но еве од сега го поставуваме прашањето дали годинава гимназиите за кои што долги години се бараше и место плюс и врска плюс ќе паднат во сенка за сметка на стручното образование. А каков е бенефитот од генерациите кои пројавија интерес за занает? Ова утро анализираме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Наташа, добро утро. Учи паметно, работи стручно. Тоа беше проектот кој што пред некоја година го промовиравме и во утринската програма. Почна некако срамежливо и искрено не очекував да земе волкав замав и искрено не очекував да ги добиеме овие бројки какви што ги имаме изминативе 2 години, па ефектот и успехот оди на ваша сметка. Можем да кажам дека ефектот и успехот оди на сметка на повеќе чинители, да ние како Стопанска комора работевме макотрпно за да го достигнеме тој број. Меѓутоа во партнерство со Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и секако неизоставно проектот Образование за вработување, кој што ни ја даде целата поддршка во реализација на овој проект. Беше добро осмислен затоа што беше воспоставен социјален диалог после толку долго време, каде што на едно место на регионално ниво беа повикани и образовните институции, стручните училишта и компаниите, и каде што се дискутираше за реалните потреби и вештини на компаниите од една страна, а образовните институции преку Министерството за образование и Центарот за образование, нели ние како Стопанска комора, излегувавме во пресред и за прв пат тогаш уписите се подготвуваа врз основа на реалните потреби на компаниите, односно на бизнисот. Што ги предомисли младите и нивните родители да одбираат средно стручно образование? Има многу фактори. Прво, модернизацијата на новите квалификации кои што се потребни и кои што се на барање на компаниите за работа на оние технолошки процеси модернизирани и автоматизирани, за разлика од порано каде што претежно тоа беше мануелна работа. Понатаму, самата промоција која што се правеше преку Министерството, но и преку Стопанската комора, која што навистина макотрпно работеше прво со компаниите да ги отворат вратите за да земат ученици на пракса, потоа правевме промоции на струки, односно на сектори кои што не беа атрактивни и на квалификации за кои што цело време се мислеше дека се работи мануелно, дека таму нема напредок. Ние успеавме преку дигиталниот саем и предходно останатите дигитални саеми преку проектот Образование за вработување да им покажеме дека светот оди напред, технологијата оди напред и дека се е автоматизирано, потребно е само да се внесат одредени податоци за да можат машините да го изработаат тоа што треба. И токму затоа мислам дека процентот на ученици, на запишани ученици се зголеми, а згора на тоа компаниите веднаш по нивното завршување сакаат и дел од нив работија во своите компании затоа што успеа самите да ги обликуваат според своите потреби. И тоа сакам да прашам, односно да се надоврзаме. Едно од реалните прашања е што и дали ќе можам веднаш да работам по завршувањето на образованието. Отворен ли е во моментов пазарот на трудот за занаетчиите, за идните занаетчии? Да, пазарот е отворен, се бараат секакви видови на квалификации и токму е тоа што на образованието го испорачува, бизнис секторот го обликува тој човечки кадар, ако се учи теоријата во училница, на праксата или целото практично образование всушност се спроведува во компанија, на реално работно место каде што со подготвени ментори кои што се сертифицирани преку обуките од страна на Стопанската комора, успешно ја го поминуваат практичниот дел, за да можат после кога излегуваат на пазарот на трудот да бидат подготвени. Сега од друга страна тука зависи и интересот на учениците, нели колку се вложуваат во тоа, но она што е системски од страна на комората, од страна на компаниите и од страна на образовните институции се прави во целост.
Во тек е оглас за запишување редовни ученици во прва година во Средното економско и правно училиште во град Скопје Васил Антевски Дрен. Во учебната 2025-2026 година ќе видат примени вкупно 467 ученици во 14 паралелки на македонски јазик во насоките економски техничар, правен техничар, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Се надоврзуваме ние на темата во студиото. Нашата гостинка останува до 9 часот со нас, а во продолжение и линковските вклучувања. Колегата Мартин се наоѓа во Васил Антевски Дрен и се разбира ќе ги има деталите за сето ова што претходно го споменав. Мартин? Добро утро, Ване, тукму така како што најави. Мај е месецот кога 9 одделенците треба да одлучат каде ќе го продолжат со своето средно образование. Училиштето Васил Антевски Дрен, средно економско и правно училиште во град Скопје, е едно од најпопуларните и најбараните кај 9 одделенците да го продолжат своето образование. И токму утринава екипата на Македонија наутро се наоѓа во ова училиште, а наша соговорничка е професорката Радојка Хилман Денковска. Професорке, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Како сте ова утро? Добро утро, ви благодарам на поканата. Одлично сум ова утро, особено кога треба да зборувам на една исклучително интересна и важна тема за нашето училиште, а и кога ќе можам нели да влијам на 9 одделенците да донесат паметна одлука за нивната иднина. Огласот за упис на нови средношколци во прва година е веќе објавен на веб страницата на училиштето. Кога се датумите за електронско пријавување и колку ученици ќе бидат примени во Васил Антевски Дрен? Точно така. Огласот е веќе објавен, го има и на нашата училишна веб страна, значи може тама да се информираат. Електронското пријавување е на 14 и 17 јуни, а потоа следи доставување лично на документите во училиштето. Оваа година, значи во уписната година 2025 и 2026, нашето училиште ќе прими 467 ученици кои што ќе бидат распределени во 14 паралелки. Во најавата кажав дека вашето училиште важи за едно од најпопуларните училишта кај 9 одделенците кога станува збор да се донесе одлука каде ќе се продолжи средното образование. Какви насоки се изучуваат во ова средно економско и правно училиште? Малку да не бидам нескромна пред вашите гледачи, навистина нашето училиште, особено последниве 2 години, е многу популарно. Особено од кога го внесовме и новиот смер, а тоа е дигитален маркетинг и e-commerce. Значи, од тогаш сме навистина популарни, бидејќи ова е стручно училиште, а во ова денешно модерно време, динамично време и дигитално време, ќе речам, значи, потребно е одма да имаме ние ученици, веднаш со стекнати знаења. Значи, кај нас добиваат знаење, но покрај знаењето добиваат и вештини. А тие вештини може да ги стекнат само во стручните училишта, бидејќи во текот на целата 3 и 4 година учениците еден ден во текот на неделата одат на пракса. Значи тоа е предмет учење кај преку работа кај работодавач. Значи имаме ние склучено договори со повеќе од 100 компании, не само реномирани компании, туку и државни институции, каде што тие учат од професионалци. Значи се стекнуваат со вештини и тоа е предноста, да кажем, на стручното образование. Тие одат на пракса 16 недели, значи тоа е еден долг период и дури, верувајте, дека после завршувањето на праксата, дел од компаниите и ги запослуваат учениците, ако се покажат нели добро. А што се однесува до смеровите во нашето училиште, оваа година, како и минатата година, ќе имаме економски техничар 3 паралелки, ќе имаме техничар за е-трговија и дигитален маркетинг 4 паралелки, за правен техничар ќе имаме 6 паралелки и имаме уште една нова паралелка, освежување во правниот смер, а тоа е билингвална француска паралелка, од минатата година за прв пат е воведена, така да тоа е новитет во нашето училиште, доколку некој сака да ја гради својата кариера, да речеме во странство, можеби е добро да дојде во оваа француска паралелка да изучува кај нас. Ја споменавте насоката е-трговија и дигитален маркетинг и чинам дека е единствена ваква на територијата на државата каде што се изучува токму во вашето училиште. Што изучуваат учениците што се запишани на оваа насока?
Токму така, со гордост можам да кажам дека ние сме првите што ја воведовме оваа насока, дигитален маркетинг и трговија, бидејќи нели живееме во дигитален свет и веќе одамна маркетингот не значи да се пушти една реклама или да се креира еден постер, значи тоа е многу повеќе, така да во таа насока се учат дигитални алатки, значи дигитални современи алатки, вклучувајќи и вештачка интелигенција, ги учиме учениците како да бидат дигитални лидери, како да креираат собствена онлайн продавница, како да водат и да креираат веб страница. Значи, све што е актуелно денеска, ние го имаме вклучено во оваа насока и можам да кажам дека тие, со стекнување на тие дигитални вештини, можат и веднаш значи, да креираат свој собствен бизнис, а не да ја чекаат да ја добијат дипломата. Така да токму тоа е предноста. Ние во нашето училиште во тој смер се градат едни дигитални лидери или дигитални предприемачи, ние ги викаме, бидејќи е комбинација и со економијата. Професорке, за крај на нашиот разговор, која е пораката до оние ученици од основно образование што се уште не се одлучиле каде да го продолжат средното образование? Јас пред себе рекла да си одберат самите тие. Да не одбираат училиште како што ќе им кажат нивните родители или ќе одам ќе се запишам во тоа училиште дека моите соученици одат таму или брат ми или сестра ми бил таму. Значи да одберат на вистина нешто што тие го сакаат. Тоа е најважно од се. Понатака би рекла да одберат стручно, бидејќи мислам дека тоа ќе им даде во ова денешно време веднаш некоја вештина. И со таа вештина тие ќе можат да излезат на пазарот на трудот. Значи би рекла да одберат паметно, да одберат стручно, да одберат училиште, Васил Антевски дрен, каде што ние им даваме значи покрај знаењето, им даваме и конкретни вештини. Затоа ги повикувам во оваа прилика, ако ми дозволите, на вашите гледачи, на 9 одаленците, дека на 23 мај во 12 часот училиштето ќе има отворен ден, па повелете дојдете со вашите родители, со вашите соученици, едноставно да се запознаете со нашиот квалитетен кадар, со директорот и да ја осетите енергијата која што владее во Васил Антевски дрен. Така, на 23 мај сите што сакаат може да дојдат на отворени се вратите и да се запознаат и со вас и со целиот наставен кадар во училиштето. Професор, ќе ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија научи. Благодарам на поканата и очекуваме повторно. Разговаравме со професорката Радојка Хилман-Денковска овде во училиштето Васил Антевски дрен во Скопје. Мартин Николовски го имавме во живо од Скопје на доврзување на темата, секако уште неколку линковски вклучувања на истата, но и продолжуваме со прашањата до нашата гостинка во студиото. Одлучивме да имаме различни линковски вклучувања на различни теми и профили. Ова можеби не беше тесно поврзана со занаетите и дуалното образование за кое говориме, но секако пред сериозна одлука се нашите основци па да им дадеме повеќе опции. Се враќаме на занаетите. Исто така, факт е, споминавте дека пазарот на трудот е отворен, но исто така реална слика е дека голем број од занаетчиите ни заминуваат од државата. Каде е тука проблемот? Не се цени доволно нивниот труд, не се доволно високи платите, што е причината и какви политики ни се необходни во моментов за да може да ги задржиме оние кои не остануваат? Пред да одговорам на ова прашање, само сакам да ви кажам дека токму и тој линковски сега оваа врска што имавте со економското училиште е дел и тоа е занает и тоа е професија која што е влезена во дуалното образование затоа што ние велиме тоа е крос-секторски, меѓусекторска квалификација, бидејќи што и да работите, каде и да работите, вас им се потребни економски техничари. Па дури и компаниите, честопати кои што имаат од некоја определена дејност, кога ние ќе им понудиме да ги поврземе со некој училиште од дадената дејност, тие знаат да кажат, нас ни треба и економски техничари, правни техничари, што значи дека се е во духот на стручното образование. Во делот на иселувањето, за жал, последниве поготово 7 години, некако бројот на ученици се намали за 17.000 по пребарувања што имам обезбедено, за стручно и околу 7.000 за студенти. Ние како Стопанска, прво државата мора да направи стратегија како да го спречи одливот на ученици, на кадар во странство, но од друга страна ние како Стопанска комора не можеме да стоиме настрана од целиот проблем, затоа што и тој го засега проблемот бизнис, ја засега бизнис заедницата и компаниите, и ние работиме
заедно со владата на една политика како да го спречиме одливот на мозоци од нашата држава. Имаме направено една брошура, сега ќе почнеме низа активности во таа насока со цел да го задржиме кадарот. Но ние како комора секогаш велиме треба да работиме и за луѓето кои што остануваат во нашата држава, односно и за учениците кои што ќе останат и да се школуваат во нашата држава, и токму заради тоа правиме одредени измени, одредени активности за да можеме тие ученици да им обезбедиме поквалитетно, поекономично и пофункционално стручно образование. Имаме, например, кажавте брошура и слично, имаме некои рокови до кога треба да се опипаат првите резултати, да се види дали тоа ќе даде на терен позитивни резултати, ако зборуваме во однос на одливот, во однос на образованието? Резултати сега во брошурата се дадени одредени планови како треба и што треба да се спроведе, меѓутоа пак ќе кажам заедно со државата. Дел од нив се на долгоречен, дел од нив се и на краткорочно, како што се обезбедување на подобри работни места за завршените ученици, веднаш вработување после нивното завршување, почитување на мерит системот кој што постои, одредени субвенции кои што се даваат на компаниите кои што задржуваат поголем број на ученици и така натаму. Треба убаво да се осмислат чекорите за да можеме после да ги спроведеме во дело. Има ли интерес тогаш од засегнатите страни? Ако вие го подготвивте сето тоа на хартија и им го давате на надлежните со точно нацртан план како треба да се постави во годините, има ли интерес од другата страна? Да, има такви преговори, има веќе се подготвува тој план со прецизни чекори. Ние како брошура дадовме одредени насоки, се подготвува тој план. Може би наскоро ќе изразе, па тогаш можеме да дискутираме и за самиот план. Да, и чисто овој сегмент да го заокружиме, сепак не можеме и да заобиколуваме темата и за платите. Верувам дека и тоа треба да биде во фокусот, колку и да направиме ние брошури, колку да дадеме насоки, сепак една од главните причини зошто се заменуваат младите, тоа се и платите. Верувам ќе се разговара и во таа насока. Тоа е еден многу мал сегмент, платите. Имате други поголеми проблеми кои што треба да ги решиме како држава, за да може да дојде до зголемување на платите. Ајде да им ја дадеме прво основата, тоа е образованието, бидејќи велат ако сакаш да создадеш или растуриш држава, почни со образованието. Средното електромашинско училиште во Прилеп е едно од првите кои што се вклучи во концептот дуално образование и за него низ години има навистина голем интерес. Што значи тоа во бројки? Ќе ни каже колишката Елизабета Митровска на линковското вклучување. Меѓу другото, бетите прашуваме какви се прогнозите за овој упис ова година, колку ученици може да прими училиштето, а колку се очекува да аплицираат? Така е, Кристина, тоа прашање ќе го поставиме на директорката и уште неколку други на електромашинското училиште Ристе Скиричко во Прилеп, кој од 5 средни училишта има најмногу ученици. 860 речиси, прецизно 859 ученици. Цветанка Ѓорѓиевска е со нас, директорката на училиштето. Првото прашање вие ги имате, би рекле, бараните струки, електро и машинските струки. Кои се, каков е интересот, кои се најатрактивни за средношколците? Добро утро на сите гледачи на Македонската радиотелевизија. Да, училиштето е со најголем број на ученици во нашиот град. Се стремиме, работиме на тоа и годинава да запишеме поголем број на ученици. Најбарани струки застава се од графички уредник, дизајнер, потоа се компјутерска техника и автоматика, па потоа се дуалните паралелки, ТИМ и ТПМ, и занимањата се со помал интерес кај учениците, меѓутоа и за тоа се трудиме да ги привлечиме оние ученици кои што не сакаат да продолжат на факултет да се запишуваат во овие два смера, односно 4, бидејќи имаме автомеханичар, бравар од годинава за прв пат, новиот, одамна барана струка. Очекувате голем интерес? Па очекуваме, еве отворен ден ќе го промовираме новиот смер.
посетите по училиштата, исто така колегите и тимот кој што работи на промоција на училиштето, исто така ќе го промовира новиот смер бравар и се надеваме дека ќе запишиме ученици. Другите две занимања се во електроструката, тие се електроничар и автоелектроничар и таму интересот е добар, меѓутоа може и подобар. Рековме дека сте првите во земјава или пионери во дуалното образование. Прво го имавте германскиот, сега го имате и македонскиот модел. Соработувате со повеќе компании. Колку и како генерации профили се вработи и каква е соработката, како тече дуалното? Дуалното по германски модел тече и интересот е се уште голем, иако веќе испративме 3 генерации, ова сега што завршува на 16 мај ќе биде 4-та. Дел од нив се завршија и се вработија во компаниите, дел го продолжија своето образование, со тоа што потпишуваат некои меморандуми за соработка со компаниите за повторно да се вратат од кога ќе изучат за инженери, да се вратат назад во компаниите и да помагаат во нашиот град. Значи соработката со компаниите е на завидно ниво. Имате 4 компании по овој германски модел, како е со македонскиот модел? Со македонскиот модел малце ни оди потешко, меѓутоа и во тоа сме пионери, така да имаме од ланската година во машинската струка фирми и компании кои што ни се вклучија да часовите со зголемен број на часови по практична настава и тие се вклучија и сега се надеваме дека интересот на компаниите ќе биде уште поголем, бидејќи и самите компании имаат бенефит од учениците кои што се таму на пракса, односно го обавуваат практичното образование таму. Компаниите велат дека некои профили ги нема што тие ги бараат и треба средното стручно образование да им ги понуди токму тие профили. Па каква е ситуацијата, какви се нивните барања, вашата понуда? Може ли да најдете уште поголема солуција и уште поголемо решение подобро? Секогаш пред да го запишем, да го пријавиме уписот за следната учебна година, ние имаме средба со Стопанската комора и со фирмите, значи ги каниме на еден разговор каде што утврдуваме кои профили му се потребни, каде од тие профили, тие што ги бараат, па кај нас ги има како предмети. Може би не се вика, еве да речеме ракувач на ЦНЦ машина, меѓутоа ние имаме смер машински техничар каде што се изучува да ракуваат учениците со ЦНЦ машина или во смерот машинско-енергетски техничар. Значи тие може би си го замислувале како друг смер, меѓутоа ние затоа Затоа може и дополнителна обука да понуди. Така, компаниите и ние доаѓаме до едно решение за кои профили и така дојде за годинава да го вметниме браварот. Што очекувате на авијатот? Па очекувам дека повторно ќе бидеме лидери во градот. Благодарам. Тоа беше Цветанка Ѓорѓиевска на темата пионери се во дуалното образование електромашинското училиште во Прилеп, а секако ги нудат и оние барани струки и од годинава еве уште една нова која одамна ја немавме, бравар. Студио. Ќе видиме колкав ќе биде интересот и за новата струка, но и за веќе постојните. Благодарам Бети за информациите. Ние продолжуваме со разговор во студиото на истата тема. Подсетувам наша гостинка Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Наташа, колкави се трошоците, а колкав е бенефитот од практична настава на учениците, ако зборуваме за компаниите? Овој процес треба да го гледаме од два агла. На краткорочно, ако го гледаме на краткорочен, нели, тогаш трошоците за компаниите се поголеми за разлика од бенефитот затоа што треба да помине време за да го видат. Меѓутоа, ако гледаме подолгорочно, тогаш бенефитот е многу поголем отколку што се трошоците. Затоа што компаниите прво мора да го опремат просторот за да ги земат учениците на пракса. Дополнително мора да имаат сертифициран ментор, тоа е лицето кој што ќе работи со учениците, кој ќе им го пренесува своето знаење, ќе ги подготвува учениците за одредени работни задачи и така натаму. Мора да помине обука, која што таа обука се плаќа. Понатаму мора да вложуваат во опрема на учениците, заштитна опрема, во самата обука за безбедност и здравје при работа, дополнително
дел од компаниите обезбедуваат испарични средства, надомест за ученичката работа на децата кои што одат на практична обука, мора да им обезбедат оброк, нели, превоз до таму и така натаму. Тоа можеби во моментот им изгледа скапо на компаниите, но долгорочно тие работаат со самите ученици, ги подготвуваат според нивните работни процеси, нивните машини, затоа што различни компании од иста дејност имаат различен тип на машина. Некој има пософистицирана, некој има помалку, некој имаат еден вид на процеси, други имаат друг вид на процеси. Така што тие самите го обликуваат кадарот, за после нивното завршување веднаш можат да ги вработаат без дополнително да вложуваат во обуки за преквалификација и за доквалификација. Затоа на долгорочен план многу се поголеми бенефитите што ги имаат компаниите. И може да кажам дека компаниите го разбираат тоа и се поголем број на компании се вклучуваат во процесот на дуално образование. Забележуваме и дека се повеќе училишта отвараат нови смерови, ќе видиме каков ќе биде интересот за истите, но ајде да направиме една паралела. Тоа што се нуди во образовниот процес наспроти она што има како потреба на пазарот на трудот, кои струки се најдефицитарни, што е најпотребно во моментов и треба ли да не загрижува податокот дека глобално голем број на сериозни фабрики и компании затвораат, тоа се одразува, се разбира, и на нашиот пазар. Кога зборуваме за дефицитарни струки, слободно можам да кажам дека проблемот за недостиг на работна сила е секаде. И во целиот свет, не е само кај нас. Меѓутоа, имате региони каде што имате определен број на квалификации што се потребни и вештини што се потребни, во други региони имате потребни други квалификации. Така да, например, во Пелагонискиот регион, каде што знаете дека земјоделието доминира, ние се повеќе имаме опаѓање според нашите анализи на земјоделската дејност, затоа што не може да се најде соодветен работен кадар. Таму се потребни земјоделски техничари, земјоделски инженери. Во делот имате потребни се во машинството најдефицитарен кадар вие операторот со ЦНЦ машина, браварите, заварувачите, имате во делот на прехранбената индустрија многу се значајни месарите, касапите кои што треба директно да учествуваат во тие процеси, иако платите кои што се нудат се релативно и доста високи. Продолжуваме ние со уште едно линковско вклучување. Одиме во Битола, гимназиското образование, стручно образование, 5ти степен специјалистичко образование, како и можно за вонредно образование, графичка струка, градежно-геодетска, геолошко-рударска и металуршка, лични услуги, сообраќајна, текстилно-кожарска струка и угостителско-туристичка струка. Ова е дел од широката палета на можности кои што ги нуди училиштето Таки Даскало во Битола. Ова ќе ни биде тема на ова следно линковско вклучување. Колешката Ружица веќе подготвена со своите соговорници. Ружица? Добро утро, Ване, по втор пат. Да, еве како што напомена, широка и богата е палетата на можностите во Средното општинско училиште Таки Даскало во Битола. Со нас ова утро се господинот Ристо Груевски, директор на училиштето, како и Марија Младеновска-Димитровска, психолог овдека. Значи, ќе почнам со директорот. Директоре, еве, кои се можностите кои што ги нуди ова средно училиште? Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Средното општинско училиште Таки Даскало од Битола прераснува во сериозен и успешен образовен центар. Нашето училиште нуди гимназиско и стручно образование. Гимназиското образование е представено со општо гимназиско образование и билингвална англиско-македонска паралелка, која буди голем интерес кај деветоделенците за продолжување на гимназиското образование и 7 струки. Стручното образование во последните години буди голем интерес кај основците, така што ние нудиме градежно-геодетска струка, која е опремена со современ кабинет за изведување на наставата, исто така се изведува и практична настава со реномирани компании во градот и околината. Понатаму имаме сообраќајна струка, која традиционално секогаш има интерес за упис на деветоделенците, тоа се техничар за патен сообраќај и техничар за транспорт и шпедиција. Понатаму имаме текстилно-кожарска струка, која има
техничар за модерн дизајн и техничар за изработка на облека, која навистина е потребна, која исто така е опремена со современ кабинет за изведување на практичната настава во самото училиште и практична настава која се изведува надвор од училиштето со реномирани компании од градот. Понатаму, струките продолжуваат со хотелско-туристичка струка, која е така дефицитарна во градот во последните години. Хотелско-туристички техничар изведуваме. Понатаму одиме со струката лични услуги, техничар за нега и козметика, која е дуална паралелка, која изведува практична настава со одредени компании во градот. Понатаму нудиме графичка струка, сектор графичарство, графички уредник дизајнер и печатар. Графички уредник дизајнер е со 4 годишно образование, печатарот е со 3 годишно образование. Исто така, тие изведуваат практична настава во печатницата Киро Дандаро и во некои други помали компании. Понатаму имаме рударска струка. Рударската струка, практичната настава изведува во рударско-енергетскиот комбинат Рек Битола. Имаме интерес за рударската струка, малце намален, но меѓутоа се надеваме дека оваа година 9 оделенците ќе ги одберат нашите струки и ќе продолжат да го остваруваат своето образование во нашето училиште. Имаме можности, се надевам дека ги наброи сите струки. Меѓутоа мораме да признаеме дека имате навистина многу можности и широка палета. Внимателно слушајте родители и пренесете на своите деца, бидејќи ова е одлучувачкиот период, додека вие размислите што уште може да се дополни. Јас ќе се префрлам на психолог Марија. Имате и дуално образование, во која насока кои се предностите, меѓутоа и да не заборавиме нудите инклузивно образование. Добро утро и од мене, токму така. Нудиме нашето училиште и дуално образование. За сега во секторот, значи лични услуги, техничар за козметичка нега и убавина. Дуалното образование им овозможува на учениците, значи стекнување на практични вештини преку реализација на практичната настава, значи во реални услови, во компании, реномирани компании, така што имаат можност да стекнат на вистина знаења и компетенции кои што понатаму веднаш по завршувањето на средното образование ќе им овозможи директно вработување, но секако и можности за отварање на сопствен бизнис. Имате инклузивно образование, значи одлични можности? Токму така, имаме инклузивно образование во нашето училиште, значи за сите деца со посебни образовни потреби. Имаме образовни асистенти, кои што им помагаат на учениците при следење на процесот на наставата, им се потполна поддршка во соработка со училишниот инклузивен тим, кој што е составен од стручни соработници, психолози, педагози, класните раководители и заедно преку една тимска работа навистина им се овозможуваат одлични можности на учениците согласно нивните можности, способности да ги развиваат своите вештини. Морам да признам дека ова училиште ми е инспирација и секогаш кога ми треба убава тема, токму се пронаоѓам овде. Директор, еве пред крајот, зошто во таки даскало, кои се предностите од средното, значи односно стручното образование? Од она што го имаме како повратна информација од наставниците по практична настава, исто така и од стручните ментори од реномираните компании каде што изведуваме практичната работа, и кога утврдуваме целокупниот успех на учениците, со право можеме да кажеме дека нашите ученици се оспособени да конкурираат на пазарот на трудот. Тие можат да се вработаат во компаниите каде што ја стваруваат својата практична работа, можат да го продолжат своето образование, можат да отворат самите собствен бизнис. Тоа е нивни личен избор. Меѓутоа, слободно можам да кажам и да го убедам деветоделенците да го одберат нашето училиште, бидејќи тука ќе станат навистина професионалци на својот занат. И своји луѓе пред себе. Благодарам и еве на крај да надополнам дека покрај одличната пракса и одличното образование овде се нуди одличен тим психолози, а учениците се под постојан мониторинг. Студија? Да, Ружица, благодариме за ова линковско вклучување од Битола. Ние за кратко ќе се вклучиме и во Штип, но пред тоа да ја заокружиме и темата во студијата. Ние останува да прашаме докаде е имплементацијата на дуалното образование на факултетите. Видовме дека одлично како проект функционира во средното, а тоа е потребно секако и во високото образование.
пред да се надоврзам нова, сакам да кажам дека ние како Стопанска комора навистина многу направивме за поттикнување и вклучување и воведување нели на дуалното образование, но морам да кажам дека станува збор за македонски модел на дуално образование. Ние учевме од многу пракси кои што од многу земји кои што претходно го имале со долга традиција, Германија, Швајцарија, Австрија, но си воведовме сопствен модел врз основа на традицијата која што постои кај нас, стариот образовен систем, состојбите и така натаму. Тоа не многу работевме на тој дел, правевме разни активности и така натаму. Јас се морам ова да го кажам дека ние издадовме една брошура која што кажува за улогата на Стопанската комора во делот на дуалното образование и поттикнати од она што ние го направивме во дуалното образование, само што ќе цитирам дека сега имаме вклучени во дуалното образование 650 последна информација на компании, а инаку само во дуалното, додека во целиот процес на стручно вклучени се некаде околу 4615 компании. Понатаму во дуалното образование имаме околу 78 квалификации, 66 стручни училишта се вклучени, што значи бројката е многу зголемена, се зголемува од година во година. Тоа не охрабри и во разговор со дополнително со компаниите да веќе заговараме еден нов процес во високото образование, тоа е дуално образование во високото образование, каде што минатата година сериозно започнавме разговори со ректорските управи на државните факултети и имавме приватен факултет кој што ни дадоа комплетна поддршка дека навистина дуалното образование треба да биде вклучено системски во високото образование. Ние имаме примери на факултети кои што соработуваат со компании каде што студентите одат на практична настава, меѓутоа тоа е да кажам, иницијатива парцијална на одредени факултети кои што го препознале процесот на дуално образование. Ние како комора сакаме да направиме тоа да биде системски, да влезе во закон и неригорозно, меѓутоа нели секој факултет да се определи како ќе го реализира тоа, но да биде обврска, бидејќи во сегашниот закон за високо образование, освен за регулираните професии, никаде не е споменато дека учениците треба да реализираат практична настава. А без практична настава, вие не можете да барате вештини и компетенции на студентите, освен академско знаење. И на минатата година имавме еден настан со ректорката на факултет на Универзитетот Кирил и Методи, каде што прикажавме и покажавме зошто се потребни и зошто е потребна практичната настава и воведувањето на дуално образование. Имавме голема поддршка. Сега веќе тука е вклучен и проектот образование за вработување, нели финансиран од швајцарската амбасада. Се прават веќе некои студиски програми кои што се директно креирани во соработка со компаниите, како што една од тие е и Макстил, каде што студентите таму ќе реализираат практична настава според студиска програма во соработка со компанијата и на тој начин веднаш ќе бидат апсорбирани од страна на компаниите. И за крај да ви се заблагодариме за учеството во емисијата. Добро е што оваа тема ја отворивме во овој блок од 8 до 9 и секако продолжуваме да ги следиме сите новости кога станува збор за дуалното образование и да ги информираме гледачите, бидејќи тоа е од интерес на сите нас. Благодарам на поканата. Ви благодарам, ќе ве задржиме заедно со нас во последното линковско вклучување од Штип во овој блок се е занает па и уметноста. 14 инструменти и соло пеење се изучуваат од прва година во музичкиот центар Сергеј Михајлов во Штип. За ова музичко училиште низ годиниве секогаш се бараше место плюс. Какви се податоците изминативе неколку години и какви се очекувањата се разбира за ова од овој уписен рок? Бараме одговор од колешката Славица. Славица, повели. Токму така, Кристина, престижно училиште единствено од ваков тип средно музичко во целиот источен регион и интересот секако беше многу поголем во однос на неколку години наназад. Две паралелки деца се запишуваат, значи 68, но повеќе за условите и текот на уписите за новата генерација ученици во средното музичко училиште ќе ни каже директорот Илија Ќосевски. Добро утро, ви благодариме за посетата во нашето училиште.
Се надеваме дека оваа година ќе запишеме доста добар број на ученици. Оваа година, како и секоја претходна година, запишуваме 68 ученици во две паралелки. Едната паралелка е музичар-изведувач, 34 ученика, каде што сите во музичар-изведувач се поделени по инструменти. Можеме да кажеме дека сите инструменти се изучуваат во нашето училиште и 34 ученика музичар-теоретичар. Кои се роковите и кога децата да се подготват за приемен испит? Вашето училиште секогаш врши селекција на почетокот согласно талентот и образованието. Пријавувањето е од 14 до 17 јуни, електронското пријавување, 18 и 19 е доставата на документацијата во нашето училиште и на 20 е приемниот испит. Месецот мај и јуни за музичкото училиште, но и за градот Штип е посебно значен, бидејќи и завршните концерти и јавните часови веќе почнуваат. Да, тоа е на наша презентација, да покажеме што се сме научиле во оваа учебна година. Ја завршуваме со завршните концерти, затоа се и така насловени. Секој оддел, бидејќи во нашето училиште постојат 4 оддели, тоа се теоретскиот, гудачкиот оддел, дувачкиот оддел и пијано одделот, и имаат своји посебни концерти, каде што ги представуваат учениците кои постигнале врвни резултати, како на надпревари, така и со нивните настапи во училиштето, во нашиот град, па и надвор од нашата држава. Значи, подсетување Безистенот во Штип ќе биде место на одржување на завршните концерти, а оваа година мора да споменеме, ово училиште слави 2 големи значајни јубилеи. Концертите ќе се одржат во Уметничката галерија Безистен и дел ќе бидат одржани во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Ќе бидат одржани на 26 има завршен концерт народни инструменти, 28 во Дом на млади, се извинувам, ќе заборев, ќе одржат концерт нашите ученици со популарна музика. Тие сами си изразија желба да си организираат таков концерт. На 2 јуни и на 4 и на 5 се завршните концерти по дувачкиот, гудачкиот и пијано одделот. Да ги споменеме, како што кажав, и двата големи јубилеи. 100 години од изведбата на првата опера во Македонија и 50 години Сергеј Михајлов. Да. 100 години од првата опера изведена Палјачи, организирана од страна на нашиот носител на нашето име и нашиот големец, можеме да кажеме, Сергеј Михајлов, во 1925 година во тогашен официрски дом се одржала првата опера еве сега сакаме да кажеме во Македонија, но тогашно ако ги прашаме по старите кои паметат за тоа давнешно време, може би ќе кажете и дека тоа е и во регионот првата изведба на опера, така да се подготвуваме да ќе бидат и се трудиме да биде изведена и дел од Палјачи. Операта ќе би инаку малку познат фактор е до нашите сограѓани, а па и во нашата држава, дека Сергеј бил доста и добар композитор, така да се изнајдени некои остатоци од негови дела, ги дозавршуваат наши колеги кои се стручни во сето тоа, па се надеваме дека ќе стигнеме и да бидат изведени и негови дела и 50 години од смртта на Сергеј Михајлов. Така да тоа е едно убаво означување на овие два јубилеи, каде што ќе се одржат крај на август или почеток на септември. И освен музичкото училиште ќе бидат вклучени и други институции за да се соодветно одбележат овие два големи јубилеи. Благодарам. Да се надеваме дека ќе бидат одржани од национален аспект, бидејќи тоа и заслужува во нашата држава да биде доста добро организирано и презентирано на нашата јавност. Ги запознавме и граѓаните на Штип и јавноста, но и идните ваши ученици, како функционира средното музичко училиште со бројни настапи, бројни она што најмногу им треба на музичарите. Еве порака за сите оние што би се, можеби во моментот се двоумат дали музичко, дали друго некое училиште.
Вака, музичкото образование е едно од, како да кажем, од најзастапените образование во светот. Тоа е еден интернационален јазик, каде што не познава граници, со тој едноставно ќе кажеме наше занает може да се снајдат секаде низ светот. Така да тие во иднина може да се запишат на било кој факултет, тоа не е некоја пречка. Важно е да го пробат тие што имаат некаков талент, што осеќаат и што имаат голема желба, слободно може да се запишат во музичкото образование, во нашето училиште и да го продолжат музичкото образование, па да се надеваме дека еден ден ќе го представуваат нашиот град па и нашата држава секаде во светот. Ви посакувам успешна работа и многу ученици. Тоа беше јавувањето од Штип на тема Средно музичко училиште, како истото функционира, како ги мотивира и учениците, но и не забавува сите нас штипјани овде. И повторно да повторам, голем 2 јубилеја ќе се одржат оваа година во Штип. Повторно по 100 години ќе екне операта Палјачи во поранешниот официрски дом, а сега дом на млади. Ке следиме се што се случува на овој план, толку во второ јавување од Штип. Благодариме Славица за информациите.